Isuse Hriste, jaz te ljubam do nebo. Isuse Hriste, jaz te ljubam visoko. Isuse Hriste, jaz te ljubam srcevo do Božjo carstvo nebesno. Ti si патот, вистината и животот за секого од нас. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Силата Твоја во љубов не води по патека тесна до Царство небесно. Исусе мојот Бог и Спасител, во Него верувам, за Него живејам. Таму горе в небеса Царство Божјо ме чека. Тивко пеат те сакам, Господи Исусе Христе. Ангели, милост Божја се точи. Љуби, сине, не сопирај. Љуби, прости, победувај. Божја волја прифати, ке ти служат ангели. Таму одам пругоре. Христе Боже, кај Тебе таму одам пругоре. Христе Боже, кај Тебе. Мир вам, татко мој. Зборувај денеска низ мене со духот на Исуса, со духот утешител. Ти врши ги делата, нека секое слово ги допре сите оние кои имаат потреба од Твојата љубов. Употреби ме како сад за свечена или секојдневна употреба. Се препуштам на Твое водство и на Твојата волја. Денеска го озвучуваме Матеј, Евангелие по Матеј, 4 глава и 5 глава. Исусовите искушувања, искушенија. Знаете, ние не сме дојдени овде на одмор да уживаме. Дојдени сме да го избереме Исус. Добро е да знаеме зошто сме на земјата, да го познаеме своето време и да се вратиме во Божјото царство на небесата, во царството на духовите, во царството на љубовта. Исполнувајќи ја Божјата волја, тогаш Духот го одведе Исуса во пустината за да биде искушуван од ѓаволот. Знаете, пустината е место каде што вие треба да поминете низ искушение. Во светот нема љубов, луѓето гледаат секој самиот за себе си, има степен на самољубие и вие сте веќе во пустината, вие ќе бидете искушувани. Значи, Исус е одведен во пустината да биде искушуван од ѓаволот. Кој е тој ѓавол? Па тоа што вие сакате да го направите, со кое излегувате од законот на љубовта. Нова заповед ви давам, да се љубите еден со друг, како што тој Исус не возлюби. Значи, излегувате од таа заповед и вие сте веќе искушувани. И откако постеше 40 дни, јас доаѓам често овде во Мавровската агора, сам, да можам да разберам што сака Отецот да ми каже, да можам да се соочам со самиот себе си.
да постам во духот. 40 дни и 40 ноќи, најпосле огладне. Видете, ние имаме телесна глад, телото има потреба од храна. Ако не му давате храна, ќе ослабне, освен ако не се храните со духовна храна, тогаш можете и без телесна храна. Но не во секој ситуација, не се обидувајте да го пробате тоа. Тоа е суштина кога имате водство, не ви е потребна. Тогаш духовниот човек е силен и телото му служи на духот. Знаете, огладне. И кога пристапи до него искушувачот, значи Матеј 4 глава 3 стих, пристапи до него. До вас често пристапува некој што ве искушува. Тоа може да биде некој близок ваш, кој ве нервира постојано. Постојано ги прави истите работи, кои не ги прифаќате. Кои ве нервираат. Знаете, искушувачот му рече, ако си син Божји, заповедај овие камења да станат лебови. Ако си син Божји, заповедај овие камења да станат лебови. Човек не се храни само од леб. Ние го знаеме, тоа туку од секој збор што излегува од устата на Бога. А Исус му одговори и рече, напишано е, пишано е. Тоа е првата духовна драма. Тие зборуваат од живото слово. Човек не живее само од леб, туку и од секој збор што излегува од устата на Бога. Видете, вие можете да јадете и да не го слушате Божјото Слово. Вие сте духовно мртви. Имам атеисти колеги, знаете. Тоа не менува ништо. Ако си ти атеист, тоа е твојот проблем. По извесен период ќе ја снемаш силата и ако не се сетиш, ќе се вратиш таму каде што треба да бидеш во материја. Ќе поминеш низ оган. Не менува состојба ако ти не веруваш. Тоа е твој проблем. Ти немаш верба. Но кога ќе видиш дека се случуваат некои чуда, потоа ќе викаш има природа, има нешто. Тоа нешто се вика Исус Христос и Семокниот Отец. Човек не живее само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Ако не се храните од духовна храна, вие сте духовно мртви. Телото без дух е мртво. Да имате ви еден дух кој е пламенче, кој ви го дава самиот живот. Бог е самиот живот, Аристотел во пророштво. Јас сум патот, вистината и животот, Исус. Значи, човек не живее само од леб. Човекот живее од духовната храна. Дали ти ќе му дозволиш Словото живо Исусово да се насели во твоето срце и ти да почнеш да чекориш по патот на љубовта. Човек не живее само од леб, туку од секој збор што излегува од устата на Бога. Тогаш ѓаволот го одведе во светиот град. Пазете, кој е тој свет град? На земјата станува збор. Го постави на стрејата од храмот. Сите ние имаме светиот град на македонците, Дион, го имаме Ерусалим, кој е за израелците. Сите имаат по некое свето место. Знаете? Ако е тој свет град, зошто се наоѓа на земјата? Ние зборуваме за небесна црква, за небесен Ерусалим, за духовна заедница со Исус Христос, кај што тој е главата и тој седи на престолот, во кој е видлив Отецот небесен во него, бидејќи Бог никој никогаш не го видел. На тоа се. Тогаш ѓаволот го одведе во светиот град, го постави на стрејата под храмот, значи камења, храмови изградени од луѓе, и му рече, ако си син Божи, скокни долу, зашто напишано е, на ангелите своји ќе им заповеда за тебе, да те запазат и на раце ќе те земат, за да не си јасопнеш ногата од камен. Да, но ако ти го искушуваш Бог и речеш Бог ќе ме спаси, јас ќе рипнам сега. Ние зборуваме да не јадеш ти од дрвото на познанието на доброто и на злото, да не бидеш како Адам, бидејќи му рече, ако јадеш од тоа дрво ќе умреш. Значи јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото, знаеш што е добро и зло, и самиот решаваш, ќе рипнам сега ќе пливам, сега ќе се качувам под дрва, сега ќе се тепам. И тогаш ќе умреш. Исус му рече, напишано исто така, не искушувај го Господа твојот Бог. Скокни долу зашто е напишано. Не, нема да скокнам долу. Ќе чекам водство од Исус. Напишано исто така, не искушувај го Господа твојот Бог. Повторно ѓаволот го одведе на многу висока планина
и му ги покажа сите царства на светот и нивната слава. Ја знаете она молитва, Твое е царството и силата и славата. Славата е на Отецот Небесен. Ѓаволот доле има царство земно. Сите царства на светот и нивната слава. Нивната слава. Пазете. Ние зборуваме Твое е царството, татко мој, и силата и славата е негова. А тие имаат нивна своја земна слава, која минува. И му рече, сето ова ќе ти го дадам, ако паднеш и ми се поклониш. И така луѓето стануваат цареви, се поклонуваат ете на тој што го искушуваше Исус, на ѓаволот и на сатаната. Така да и нашите политичари, кога да се поклонат таму на ритчето, се поклонуваат на сатаната. Иако народот рече, не сакаме да го смениме името Македонија, кој ни го дал Исус, тие отидоа се поклонија таму и го сменија името. Па знаете што? Сето ова ќе ти го дадам ако паднеш и ми се поклониш. Еве го одговорот. Исус му рече, бегај од мене, сатано, бегај од Македонија, сатано. Зашто е напишано на Господа мојот Отец, твојот Бог, да му се поклонуваш и само нему да му служиш и само нему ќе му служам. Ако го направат тоа македонските политичари, има шанса да не бидат слепи и да не ве одведат во јамата. Тогаш ѓаволот го остави, значи да му се поклониш на ѓаволот, да рипнеш тој што ти прави во некоја глупост, да ги молиш да бараш некое чудо кое не ти е дадено. Тогаш ѓаволот го остави, веднаш дојдоа ангели и му служеа. Божја волја прифати, ке ти служат ангели. Ако ја прифатиш Божјата волја, не мрмориш, не се спротивставуваш, не се жалиш, не кукуноневци, кукуноне. Сака голема земја, па после ќе биде кукуноне кога ќе дојде Исус со ангелите. Ако ја прифатиш состојбата која ти е дадена и действуваш како Исус во љубов, ангели ќе ти служат. Ако га Исус чу дека Јован е предаден, пратениот ангел отиде во Галилеја и кога го остави Назарет, дојде и се насели во Капернаум приморски, во пределите Завулонови и Нефталимови, за да се исполни реченото преку пророкот Исаија, кој вели: земјата Завулонова и земјата Нафталимова на пат кон морето и Јордан, отаде Јордан е незна божечка Галилеја. Видите, има нешто што запишал Всемогниот Бог, значи тоа е драмата која ние сите ја играме и која мора да се случи. Само е прашање дали ќе одиме по тешката патека. Ќе минуваме во првата смрт, втората смрт, ќе бидеме духовно мртви. Ќе добиваме болки, болести и страдања во телото, ќе го носиме проклетството на одмаздата, проклетството на нељубовта врз себе, или ќе му го дадеме сето тоа на Исус, тој да ни го земе крстот. И ќе му дозволиме Исус да живее во нашето срце, во твоето срце, и Он да те води, не да јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото, ти да правиш како што сакаш, туку Исус да ти каже што треба да правиш, а тоа е да исполнуваш заповедта Негова, да бидеш пријател Божји, да бидеш сотрудник Божји, да бидеш сонаследник Божји, да бидеш син на светлината, син Божји, да ги љубиш сите, да победуваш со љубовта. Те сакам, Господе Исусе Христе, мир вам до Божјиот царство небесно. Амин. Полека. Отидов. Значи, пишано е и не можеш да побегнеш од тоа. Можеш да годиш по тешкиот пат, тоа е првата смрт, телото оди во земја, душата на суд, поминуваш низ огнено езеро, таму е втората смрт. Третата смрт е... Но јас, кој сум јас да ви кажам која е третата смрт? Нека каже Духот на Исус, ако сака. Народот што седеше во темнина, тоа сте вие, виде голема светлина, и на оние што седеа во пределот и во смртна сенка. Вие седите овде на земјата во смртна сенка, вие сите умирате, и ми изгреа светлина. Оттогаш Исус почна да проповеда и да говори.
И ти треба да проповедаш и да говориш: покајте се, луѓе, се приближи Царството Небесно. И одејќи покрај Галилејското море ги виде двајцата браќа Симон, наречен Петар, и брат му Андреј, како фрлаат мрежа во морето, бидејќи беа рибари. И им рече: појдете по мене и ќе ве направам ловци на луѓе. Симон и Андреј, појдете по Исус да ве направи ловци на луѓе, а тие сакат да бидат рибари, да си ловат риби, да си ловат нешто овде во земјава. Те сакам, Господи Исусе Христе, појдете по Исус и ќе ве направи ловци на луѓе. И ете, тие веднаш ги оставија мрежите и тргнаа по него. Дај Боже тоа да го направат сите Симон и Андреј, сите што ќе ве сретне Исус. И откако отиде таму, виде други двајца браќа, Јаков Заведеев, брат му Јован, во кораб со Заведеј, таткото нивни, кои си ги крпеа мрежите своји. Си ги крпиш ти мрежите овде, си живуркаш. По извесен период ќе ти минат дните, не си го познал времето и ќе бидеш фатен од тешко бреме. Желбата ќе помине, ќе изгубиш силата, и тие веднаш го оставија коработ и татка си. И татка си, и коработ кој го прават, тоа што тие сакаат, и тргнаа по Исус. Тоа треба секој од нас да го направи. Но ние сме врзани, имаме носталгија за семејството, за земјата, за места. Единствената потреба и жет и носталгија е кон Божјото царство. И се ова ќе ви се придаде. И одеше Исус по цела Галилеја, поучувајќи по синагогите нивни, проповедувајќи го Евангелието на Царството Исусово, на Отецот Небесен, и лекувајќи секаква болест и немоќ кај народот. И ќе се појават многу исцелители од заедници вакви и онакви, најчесто луѓе исцелители, па потоа предмети во православната и католичката, икони, реликви, а овде луѓе исцелители во протестантските заедници кои исцелуваат. Знаете, па се разнесе глас за него по цела Сирија, само Исус исцелува. Ние сме ловци на луѓе, треба да ги донесеме до Исуса, потоа да слушаме тој што ни вели. Луѓето сакаат исцелува. Има еден наплаќаше исцелителни терапии. Треба да се покаеш, синко, додека имаш време да си го познаеш времето. Па се разнесе глас за него по цела Сирија и го доведоа кај него сите болни, паднати од разни болести и страдања, обседнати од демони, месечари фатени, и Исус ги излекува. Се има свое време за оздравување, време за разболување, но треба да си го познаеш своето време. И по него одеше многу народ од Галилеја, 10 градието, Ерусалим, Јудеја и отаде Јордан. Зошто ти сакаш да се исцелиш? Да се вратиш на стариот начин? Со видел многу луѓе сме се молеле ќе му помине. Се враќа на стариот начин. Пак доаѓа, пак се молиме, се враќа на стариот начин. Третиот пат, тап, телото се предава на сатаната, одиш во земјата, која е долина на сенка смртна, а душата оди на суд, да чека суд, и ќе поминеш низ огнено езеро. Првата смрт, втората смрт, третата смрт е кога ќе умрене љубовта во тебе и ќе се претопиш во Исус, и тогаш смртта е победена. Те сакам, Господи Исусе Христе, ти зборуве низ мене, не јас што сакам, татко мој. Тоа е христијанство, да научиш не ти што сакаш, да јадеш од дрвото на познанието на доброто и злото, така умираш. Исус да те води, да му дозволиш да го промени твоето срце, и се што доаѓа да прифаќаш со радост, и ангели ќе ти служат. Кога го виде народот, тој се искачи на гората. Еве, јас сум овде сега во Маврово, во гората, и тука често доаѓам, ги снимам овие завети за славата Исусова. И штом седна, учениците негови се приближија до него. Треба да се приближиш до Исус, да се приближиш, да се држиш до нозете негови, да се држиш до Исус и да не се пушташ. Познав една жена, викаше, урлаше: Исусе, Исус, Исус, и го исцели сопругот. Јас сега не знам што прави таа. Но така се држеше, се држеше за колената негови, за стопалата, ги бакнуваше и липаше. Тоа е почетна позиција. Но тоа не е крајна позиција. Крајната позиција е ти да служиш во Исус
да нема граница меѓу тебе и Исус, да се претопиш во љубовта Исусова. Те сакам, Господи Исусе Христе. Неговите се приближија до Него, да се приближиш до Него. И откако ја отвори устата своја, да се приближиш, значи да им простиш на сите, од срце да им простиш. Никого да не осудиш. Да се покаеш за секој грев. Да ја прифатиш Божјата волја, да се покаеш за гревовите на твоите предци. Да го бараш Царството Божие, да дозволиш Исус да те води, да те обликува. Прачката која не дава плод се фрла во оган и да даваш многу плод во него. Те сакам, Господе Исусе Христе, и уште повеќе ќе те љубам. И откако ја отвори устата своја, Исус не зборуваше од себе, Отецот Негов зборуваше, поучуваше и говореше. Значи ти треба да дозволиш Духот да зборува и тогаш си ти Син Божји кога го води Духот Божји. Те сакам, Господи Исусе Христе. Тоа значи да бидеш пратен, да бидеш жив камен во Неговата црква, да го отвориш твоето срце и Исус да живее во срцето, тогаш ти ќе можеш да издржиш се и нема да се жалиш. Ќе прифаќаш се што доаѓа. Те сакам, Господи Исусе Христе, зашто Тој е првиот и последниот, Алфа и Омега, почеток и крај. Се е за Него создадено и се преку Него се држи. Он создал се, Он дава живот, здив и се. Он ги дава имињата на народите и на македонците го дал името, а ти таму клекнуваш и му се поклонуваш на сатаната и го продаваш своето име и земаш пари за тоа. Бегај од Македонија, сатана, во името Исусово. Амин. Блажени се бедните по дух, зашто нивно е Царството Небесно. Блажени се оние што плачат, зашто ќе се утешат. Блажени се кротките, зашто тие ќе ја наследат земјата. Можеш ли да бидеш кроток? Кроток да издржиш се, да издржиш во Исусовата љубов. Блажени се гладните и жедните за правда, зашто тие ќе се наситат со љубовта Негова. Не својата правда, Божјата правда, Исусовата правда. Блажени се милостивите. Милост сакам, зашто тие ќе бидат помилувани. Ако ги милувате луѓето, и вас ќе ве милува Бог. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Господе Исусе Христе, исчисти го моето срце од секаков талок. Нека излезе се што не е од Тебе. Оган небесен, пламенен дух, да слезе и да изгори се што не е од Исус во моето срце. Да го распламти мојот дух, да ја осветли секоја темнина. Блажени се чистите по срце, зашто тие ќе го видат Бога. Блажени се миротворците, миротворците, зашто тие ќе се наречат синови Божји. Мир и љубов Исусова за сите. Блажени се гонетите заради правда, бидејќи нивно е Царството Небесно. Блажени сте вие кога ќе ве срамат и прогонуваат и кога лажно ќе говорат против вас секакви лоши зборови заради мене, заради Исус. Но радувајте се и веселете се со се што доаѓа. Ако го знаете Исус, ако Тој живее во вашето срце, полна радост, радоста ваша никој да не ви ја открадне. Радувајте се и веселете се, зашто голема е вашата награда на небесата. Голема е вашата награда на небесата, така ги гонеа и пророците што беа пред вас. Ние сме во војна за души, ние сме во битка, ние зборуваме за ловци на луѓе, за служење на Исус, да му дозволиш Исус да живее во твоето срце, не ти што сакаш, Тој да зборува низ тебе, Он да ги врши делата. И се враќам назад, Матеј 4:17, и глас од небесата говореше: овој е мојот возлюбен син. Кој е тој? Исус. Пратен е долу. Така, ја извршува волјата на Отецот. Не зборува од себе. Отецот наш зборува низ него.
ја пие горката чаша и вели, зар да не ја испијам чашата што ми ја дава Отецот, ја извршува неговата волја. Татко мој небесен. Тоа е, овој е мојот возлюбен син. Ти треба да бидеш како Исус, во кого е мојата волја. Неговата волја е во Исус. И во тебе треба да биде неговата волја. Да го познаеш Исус, да го видиш Исус, да поверуваш, да имаш доверба во Исус, да постапуваш како Исус, да љубиш како Исус, да простуваш како Исус, и тогаш Духот ќе се распламти и ти ќе правиш дела поголеми од оној што те пратил. Кој верува во мене, делата што ги вршам јас и тој ќе ги врши, и оти јас и одам уште поголеми ќе врши. Те сакам, Господи Исусе Христе, оти јас си одам кај својот Отец, и јас ќе си одам еден ден кај својот Отец. Татко мој, ова песна слезе небесен, се враќам пак кај тебе, татко мој небесен, се враќам пак кај тебе. Имам носталгија за Божјото царство, но овде сум да ловам луѓе, да го ширам Евангелието на мирот и да ви кажам, покајте се приближи Царството Небесно и може да биде во вас внатре, ако му дозволите на Исус да влезе, да ве научи да љубите, да живее во моето и во твоето срце. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Те љубам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам за се. Оставам се во твоите раце. Те сакам. Те молам за македонскава земја, за македонските политичари да се покајат што го продаваат народот. Да избереш филјан луѓи, да не води пророци, твои учители. Те сакам, Исусе. Оставам се во твоите раце. Се радувам со се што доаѓа, зашто Исус е мојот Господ и Спасител. Исус е мојот Бог и Спасител. С него околу 50 на песни. Во него верувам, за него живејам. Он ми дава сила да пораснам во љубовта, да пораснеш во љубовта. Ете тоа, затоа си дојден овде, брате и пријателе. А ти што мислеше да си тераш кефо и да јадеш од дрвото на познанието на доброто и на злото, да бидеш Вавилонец и да бидеш сатанска природа, која ќе ја чека втората смрт во огнено езеро. Мир вам до Божјо Царство Небесно. Исус во срцата ваши, за навек, за секогаш. Исус. Амин. Исусе Христе, јас те љубам до небо. Исусе Христе, јас те љубам високо. Исусе Христе, јас те љубам срцево до Божјо Царство Небесно. Ти си патот, вистината и животот за секого од нас. Силата твоја во љубов не води по патека тесна до Царство Небесно. Силата твоја во љубов не води по патека тесна до Царство Небесно. Исус е мојот Бог и Спасител. Во него верувам, за него живејам.